Кога се појави во 1974 година, најуспешниот европски автомобил предизвика револуција и заслужено ја именуваше класата во која припаѓа. Джорџето Џуџаро му го подари складниот дизајн, а инженерите на Volkswagen многу нови технологии, вклучително и дизел моторот. Реакцијата на купувачите беше експлозивна, заради што германската компанија верно ги одржуваше неговиот стил во живот, менувајќи ги генерациите еволутивно. Но само според изгледот, додека Голф под кожата постојано се усовршуваше. Така е и со сегашната 8 генерација, која добива роденденско ажурирање во вид на благи стилски измени и посовремени технологии. Целосно новата 9-та генерација, која ќе биде електрична, треба да ја очекуваме во 2028 година. Од другите новитети од Волфсбург се издвојуваат новиот Passat, кој сега ќе доаѓа само во караванско издание. На оние кои веќе сакаат лимузини, им е наменет електричниот ID7, кој исто така ќе биде достапен и во караванска верзија. Љубителите на кросовери ќе се радуваат на освежениот T-Cross, но уште повеќе на новиот Tiguan. Популарниот модел, кој во континуитет 5 години е најпродаван во целата групација, на радост на купувачите, исто како и Passat, и понатаму ќе доаѓа со дизел мотори. Оние пак кои ќе се определат за плагин хибридните верзии ќе добијат двојно поголема електрична автономија. Не се заборавени ниту љубителите на патување со големо друштво, на кои Volkswagen им го намени ID Buzz со продолжено меѓуоскино растојание и 3 реда седишта. Покрај редизајнот на неколку своји модели, меѓу кои и Q8, Audi за годинава го подготвува доаѓањето на 2 нови електрични модели. Може би и 3 ако се реши A6 e-tron да го понуди и во караванска верзија. Дизајнот треба да го презеде од концептот што го видовме уште во 2021 година, а ќе се произведува во Кина за цел свет. После одложувањето заради проблемите со бавниот развој, конечно треба да ја видиме и финалната верзија на Q6 e-tron, додека во втората половина од годинава ќе започне воведувањето на новата номенклатура на моделите и наследникот на A4 ќе ја понесе ознаката A5. И Шкода предвидува доста активности за годинава кои ќе започнат со редизајнирање на Скала и Камик, ќе продолжат со пазарното лансирање на новиот Кодиак и Суперб. Новостите ќе бидат заокружени со дотераната Октавија и електричниот кросовер Elroq, за кој засега знаеме само дека ќе биде помал од Ењак. Сеат ја препушта диригентската палка на Купра, под чиј знак пазарот ќе го здрмат електричниот Таваскан и освежениот Бор, Форментор и Леон. За да се потврди успехот што марката го има, ќе пристигне и последниот модел со бензински мотор, компактниот кросовер Терамар, со големина колку Audi Q3. Порше има цврсто зацртан електричен курс од кој не одстапува. Според него годинава најпрво ќе го запознаеме електричниот Макан, кој веќе е подготвен, но заради проблеми со развојот на софтверот дебито му е одложено. Нареден за лансирање ќе биде облагородениот Тајкан, чија предсериска верзија постави нов рекорд на Нурбургринг за 13 секунди побрз од претходниот на Тесла. Спецификациите уште не се познати, но се претпоставува дека новиот модел ќе има 3 електромотори со вкупна моќност од околу 1000 конски сили. Некаде меѓу нив на пазарот ќе пристигне третата генерација на Панамера, а се шушка и за редизајнирање на 911 и преставување на електричниот Бокстер.